Добре дојдовте во новата епизода на Зрак со доктор Марина. Вечерва наша тема се гинеколошките тумори, нивната диагностика и третман. Наши гости се специјалист доктор Даниел Милковски од Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство, специјалист доктор Јасмина Џундева од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија и еден наш пациент кој ќе ни раскаже неговата приказна е Лида. Добре дојдовте. Ви благодарам за поканата. Благодариме што прв пат барем вака во ваков состав, пред се гинеколог, нели специјалист и онколог, сме заедно во емисија да зборуваме за една ваква тема. Мислам дека прв пат во етер ни се дава една ваква можност. Знаеме дека јануари е месец за подигање на свеста за цервикалниот карцином. И сега ќе може ли Елида, како дел од една успешна приказна, да ни ја раскаже незината историја? Најпрво ви благодарам на поканата. И вечерва сум среќна што сум дел од оваа екипа, а после долгогодишна борба со цервикален карцином на утерусот. Сега сум пациент со болест која е во хронична фаза и ете ви пример дека оваа болест се лекува и има висока процент на излеченост. Мојата борба започна 2021 година, 19 октомври. Нормално сите живееме брз ритм на живот, имаме во животот и стресови, и убави моменти, и радости. Едно сакам да напоменам дека оваа болест, посебно карциномот на утерусот на матката, цервикалниот карцином, не јавува симптоми, подмолна болест. Кога ќе јави симптоми, тоа е веќе задоцнет стадиум. Еве апел до сите не само пациенти, туку жени, девојки, да си прават редовни контроли кај својот матичен гинеколог, посебно ПАП тестови, барем еднаш во годината, се препорачува, оти со тоа можат да си спасат живот и стварно да не се соочат со овој проблем што се соочив јас. Тоа не може да значи дека кај сите ќе се јави, но веќе 20% се јавува, кои што имаат ХПВ вирус, кои што се пушачи, 97% се јавува кај нив, а 3% не се знаат симптомите, зошто и како се јавува. Ти го откри карциномот? Јас го открив карциномот кога ми се јавија првите симптоми, тоа беше крварење помеѓу циклус, а исто така се јави некој исцедок кој што имаше непријатна миризба. Во мај месец ми се јавија првите симптоми. Јас немав ни матичен гинеколог. И не обрнав многу внимание. А зошто немавте матичен гинеколог? Ради тоа што немав појдено 15 години на гинеколог. Тоа е голема утка, што не си обрнуваме внимание на здравието. Секаде ќе појдиме, а на гинеколог го оставаме како последен. Демек нема потреба, сега јас си родив детенце, шајма да се плашам. Често се случува тука во Да, Македонија, со прегледите гинеколошки. А и немаш симптоми, тоа е и не сваќаме со каква сериозна болест во иднина можеме да се соочиме и толку пресврт во животот да ни се случи, и то преку ноќ. А не е то преку ноќ, тоа е долгогодишна. Не може преку ноќ да се јави карцином, тоа мора да поминат повеќе години, макар и до една деценија, додека ги откријаме првите симптоми. Каде беше упатена послед симптоматологијата? Прво, мојот матичен гинеколог моментално е Моника Грашевска Илиевска и сум ми премногу благодарна.
Јас кога појдов со моите симптоми, кај незе, таа ме виде на ехо и на колпоскоп. И сама се запраша од каде ова крварење. Јас не бев свесна, стварно, не знаев за што зборува. Воопшто не ни претпостави дека може да е да, нешто лошо. Да, и лошо. некако ја смени фацата, да. Така. И ми вика, Елида, ние мораме да направиме биопсија. Треба да те препратам во болницата кај нас во Прилеп. И јас си само вака се насмеав и викам, докторка, јас сакам да си одам во плодност. И не го сватив сериозно. Отидов во плодност, а во меѓувреме направивме пап. Папот излезе цинеден. Отидов во плодност, и таму само на ехо ме видоја, му кажав упатствата од докторката. Докторот знам дека ми рече, со цинеден треба само да се подкрени имунитетот. Да. И суреден наод ми испушти, јас си терам. И до еден момент сидам од работа дома, иначе по 12 сати работев. Бев премногу оптоварена и не обрнував внимание воопшто на здравјето. Кога си дојдов дома ми се укочија нозете и не можев ни чекор да направам повеќе. И тогаш сватив дека нешто е сериозно со мене. Се вратив кај гинекологот и матичната, кога слушна дека Воопшто ништо не е направено. ништо немам преземено и дека несериозно си ги сватив работите, ми вика, како си можела, како си смеела. Знам дека беше вторник и ми вика, сега јас во петок тебе ќе те пратам кај доктор Гоце Оропан во Прилеп да направиш биопсија и стварно ми вика сериозно. И ја направив биопсијата, резултатите стасаа многу брзо, за 3-4 дена го забрза процесот. И знам дека ми се јави по негде околу 4 дена, 5, така нешто. Ми се јави докторката и ми вика, Елида, мораш да дојдеш во ординација. Стасаа резултатите. Кога појдов, ми вели седни, станува збор за карцином. Јас мислам дека тогаш во тој момент нормално зборот е лош. Воопшто не очекуваш. Не очекував такво дека нешто. Ми вика да отидеш на болница, доктор Оропан ќе ти објасни за што станува збор, кај него се резултатите. Заминав на болница и знам докторот ме пречека и ми вика, Елида, како ќе ја тепаме мечката. Мене мислам дека ми се сврти. И викам, докторе, само кажете ми дали е почетно. И тој ми вика, јас не можам ништо да ти кажам. Ради тоа што може е трет, може е петти стадиум, вика. Понапреднат стадиум е, и јас уште кога те видов, мембраната беше стопена, знае, вика, за што станува збор. Тој беше многу стресен период во мојот живот. Што си помисли во моментот? Во моментот кога дознаеш дека имаш карцином? Мислиш дека нормално смрт. Така. Првиот момент кога ќе слушне секој човек такво нешто и нормално стварно не знаеш што може да се деси и што ќе се случува и како ќе се одвиваат работите понатаму. Знам дека ми даде упат за на онкологија. И јас му викам, докторе, зошто не на гинекологија? Ти кажа, вика, понапреднат стадиуме, да не губиме време, да заминеш одма на онкологија, пред да одиш на онкологија, направи си само магнет на абдомен и мала карлица. Знам, беше петок, ја во понеделникот во Систина направив магнет и вторникот се упатив на онкологија. Тогаш за прв пат се запознавме со докторката
и која ми беше цело време мој ветар во грб, толку имав доверба во незе. И од тој момент вака си реков. Значи, најбитно е, јас сум борецот и мора да се изборам. Имам девојче од 15 години, на кое што му треба. И ќе бидам херој во борбата. Никогаш не подпрашав никого, не се споредував со другите пациенти, оти секој организам си е своја приказна и едноставно болест е тргнав на страна. И кога ќе ми дојдеше така тешко, јас си пеев. Навистина пеев. И кад песната ја лекува душата, така? Да. И се трудев се повеќе да не мислам на болеста. Имав многу голема доверба во докторката и сите треба да имаат доверба во докторите и никогаш не треба на страна да гледаат ради тоа што гледам со надри лекарства, тука може само најголемата утка. Или кога ќе му се кажи иноперабилен карцином, значи не е оперативно. Оти може со самата операција да се разнеси. Ако не може да се оперира. Оти мојот карцином беше до 43 на 33, така нешто беше. И беше до така нешто милиметри. Беше до зидот на бешиката, до зидот на ректумот, 18 милиметри беше во вагината и на магнетната имаше лесно зголемени лимфни јасли. Значи, стадиум неозначено 2Б или 3C1 стадиум. Да. И ги зодив сите третмани, значи имав 5 недели 28 зрачења поврзани со хемо, после 3 недели пауза 3 брахиотерапија еднаш неделно и на крајот консолидирачката хемо, што мене тоа ми беше многу стрес, пошто мислев дека ќе завршам со тоа и толку ќе биде. После брахиото си мислев дека е готово, ја завршив битката. Стварно, кога ми соопшти докторката, не ми беше сеедно. Прво нешто што прашав, дали ќе ми падни косата на првото зрачење со хемо што ми беше поврзано, вика нема да ти падни косата и се охрабрив. Мислам дека на сите што во таа фаза најголем проблем е косата и паѓањето на косата кај пациентите. Најголем проблем ми беше дома, како ќе ме види девојчето, како ќе ме видат моите, не сакав стрес да му правам, моите до последно не знаеја. Мајка ми инсито знаеше дека е локален. Девојчето сите, ако му ја каже вистинската страна, мислам дека тие побрзо би заминале отколку јас. Секогаш пациентот има поголема сила од домашните. Да, тоа сум го приметила кај многу пациенти, дека другите сите околу го тешат пациентот, а пациентот има повеќе сила уствари од сите околу што се околу него. И секогаш после терапиите ми правеше друштво мојата мајка чупет, мислам девојчето моје воопшто не го замарав, не ни сакав да дојде во онкологија и да види што се случува. И секогаш кога ќе излезев после третманот, после брахиото или после хемото, секогаш бев насмеана. И дома секогаш позитивна енергија. Да, со позитивна. Никогаш не сакав да шо и да се случи да паднат моите. Ради тоа што имам чупенце, мислам тогаш ми беше 15 години, сега е 18 години, плюс сум самохран родител, сопругот ми е починат во сообраќајка, значи мајка и татко. И викав, шо и да се случува со мене, јас морам, значи, да остам некој што е силен, ако ја изгубат силата со мене, нема да имаат сила да го одгледаат девојчето. Ама, од друга страна, знаев дека
ќе се изборам со болеста, едно е битно, оти какви што ни се мислите, таков ни е и животот, таков ни е духот. На прво место е Бог, на второ сме ние, а на трето докторите. И секогаш се водев со таа мисла. И никогаш не подклекнав не се оддалечив од таа мисла подалеку. И стварно, ако, еве и од грип да сме болни, ако стварно си речиме готово е, крај, поиќе мислата, ни паѓа имунитетот и толку. Може стварно и не е само карциномот, може и мозочен, срцев удар, се добива на стрес. Многу е важна позитивната енергија. Да, посебно кај нашите позитивна пациенти, енергија. затоа се трудиме и ние, мислам, сите како доктори, да останат со позитивна мисла до крајот, затоа што Јас мислам најважно- дека сум од духот и позитивната мисла ме спасија и вербата во И тоа. вербата, најбитен е односот пациент-лекар. Така, Најсветото нешто. Да. Така. Да верува пациентот во докторот. Апсолутно, во кој што кога го лекува. веруваш и кога не слушаш нас, апсолутно секогаш ќе ти бидеме ветер во грбот. Затоа што многу случаеви сме поминале како вас, млади пациенти, повозрасни со таа диагноза, многу пред вас и ден денес ја водат таа борба, така да секогаш таа верба во тоа што го правиме, мора да излезе на крај со еден убав позитивен резултат. така. Во амбуланта секогаш е гужва, многу пациенти. Кои се најчести карциноми вака во последно време? Кај нас на онколошката клиника Не, секој зборам за што поминал, гинеколошки. секој знае која гужва уствари ја имаме. Гинеколошки оддел сме оддел што 4 дена во неделата интензивно гледаме пациенти. Ги имаме најмногу за жал во Македонија цервикалната патологија, меѓутоа и оваријалните карциноми доста ја обременуваат амбулантата и да не ги заборавиме и ендометриалните. Ендометриалните за жал, ако во минатото гледавме повозрасни пациентки, за жал денес гледаме, еве и докторот ќе така е, се помлади пациенти кои што најчесто па тоа се приказни после неколку успешни или за жал неуспешни инвитра, гледаме пациенти на 35 години со ендометриални карциноми. Функционирате нели мултидисциплинарен тим? Секогаш, Така? секогаш и за да има И успех, решавате за еден пациент? апсолутно. Значи никогаш мора да е алка од сите нели меѓусебно поврзани за да имаме некаков успех. Од гинекологот кој што ја поставува диагнозата, од радиологот кој што ја прави сликовната диагностика, до одредувањето на стадиумот на болеста и соодветно тоа третманот, дали ќе биде хирургија во прашање или ќе биде третман на нашата клиника. Ние секоја среда имаме онколошки, односно тумор борд, од онколог, патолог, радиолог, гинеколози сме ние и секогаш заеднички сите онколошки пациентки заеднички со отворени истории со присуството на пациентите заеднички решаваме што е најдобро за пациентот. Кој начин на третман. А присуства и пациентот на или после тоа да се Се извистува прегледува пациентот доколку е така. потребно од целиот онколошки конзилиум. Секогаш кога имаме двојбен Двојбен наут наут. или не сме согласни или се двоумиме како да продолжиме натаму, секогаш затоа е таа мултидисциплинарност. Секогаш има некого на кој што можеш да се ослониш, да Особено се оние направи пациенти кои што преглед се и да се гранични пациенти. Повеќе се пациентиве во понапреднат стадиум во последниот период или се На онколошкиот конзилиум Да. поминуваат сите пациентки кои што имаат Ама дали се онколошка во диагноза. понапреднат стадиум тоа или Баш тие пациентки што се со напреднат стадиум или што се гранични пациенти за оперативен третман или онколошки третман на онколошката клиника, тие најдобро се разгледуваат и се нив се одлучува дали третманот ќе биде хируршки или онколошки. Така. Еве, на пример, кај нас со карциномиве на дојка во последен период, многу почесто доаѓаат по напредни стадиуми. Авансирани стадиуми, Еве, на пример, да, ние цело време зборуваме, апелираме, скрининг, да ода да се прегледува, да се прават само прегледи, покажуваме како се прават само прегледи и све. И како поминува времето во амбуланта, све доаѓаат по напредни стадиуми. И затоа и прашам дали така е со и се гинеколошките. помлади Се помлади пациентки пациентки. и се понапредни, да. Нешто што е очигледно дека границата се поместува кон помлада возраст. Што смятате и за дека е сите- причината и за еве за сите гинеколошките тумори? За сите карциноми кои што се најчесто и за цервикалниот како одат по
редослед на најчесто јавување цервикалниот, ендометриалниот и оваријалниот карцином. Цервикалниот карцином е единствен карцином кој што е достапен за скрининг на вакво од сите гинеколошки карциноми. Скринингот на нашата територија, скринингот во Македонија е ПАП базиран, односно цитолошки скрининг. Во светот постои и ХПВ базиран скрининг за детекција на ХПВ вирусот. Кај нас во Република Македонија се уште се спроведува скринингот ПАП базиран, односно цитолошки скрининг, и по Светската здравствена организација доволно е еднаш на 3 години да се зема ПАП тест. Доколку тоа што значи, доколку тестот е негативен, односно ПАП тестот е негативен, пациентката наредното скринирање треба да го направи за 3 години. Доколку исто така, доколку се воведе овој што е ХПВ базиран скрининг кој се користи во развиените земји, веќе низ Европа, во Америка, тој тест дозволува времето на скринирање да биде поголемо, односно на 5 години. Доколку тестот е негативен, наредното скринирање со ХПВ скринингот би дошло за 5 години. Така. Дали сметате дека тој е период од 3 години е многу? Затоа што зашто порано беше за скрининг, ова говориме за скрининг. Доколку за скрининг доколку ПАП тестот има некаква промена. А зошто се промени тоа? Нели порано беше секоја година правевме ПАП тестови кај матичните, така? Еднаш годишна правиш ПАП тест и беше тоа во скоп на фондот. Овие препораки од Светската здравствена организација се по долготрајни, не се од сега. Така, не се од сега, значи они ова само е меѓу матичните, инаку препораките за скрининг, односно за скринирање на популацијата секогаш е на 3 години. Да, мислам подолго временски период. Да, меѓутоа секоја пациентка што има ризик фактори, апсолутно ПАП тестот треба да биде направен многу порано. Например, пациенти што се веќе дијагностицирани со ЦИН-1, ЦИН-2, Секако тоа веќе влегува во третман и во следење на пациентот, тоа потпаѓа под следење, и тогаш ние имаме протоколи како ги следиме тие пациентки. Правиме секогаш ние дополнително ХПВ тестирање, иако скринингот во Македонија не е ХПВ базиран, ние секогаш дополнително во нашите амбуланти правиме ХПВ типизација и го одредуваме типот на ХПВ вирусот, и во зависност од добиените резултати одлучуваме дали има потреба од дополнителни дијагностички методи или ќе остане само на следење. Така. Кога зборевме за ендометриалниот карцином, поврзано со инвитрото, сметаш дека и научно или докажано е дека после повеќе инвитра може да се појави, и како тоа би го превенирале? Нема број, например, повеќе или помалце. Некогаш едноставно се работи за самиот организам кај пациентката. Некогаш доволно едно инвитро да направите, па да се појави, докторот ќе ви каже дали тие пациенти со нешто треба почесто да се контролираат што на инвитро да речеме. Литература секако дека тој број е минимално, тој процент е минимален што може да се случи за ендометриален карцином. Али сепак може да се случи, не треба да се исклучи. Но ние вака искуствено ги гледаме тие пациентки од низ нашите амбуланти што поминуваат, и ние очигледно дека се случува кај тие пациентки да на млада возраст дојдат со ендометриален карцином. Има еден триас на симптоми што се случува кај ендометриален карцином, односно пациентки кои имаат ризик за да добијат ендометриален карцином. Тоа е секако дебелината, обезноста, зошто? Заради подкожното масно ткиво и присуството на естрогените. Тука е диабетот, и тип 1 и тип 2 диабет, и хипертензијата. Тоа секако 30 на ризик фактори што доведуваат до ендометриален карцином. Тука е јатрогениот ендометриален карцином кај пациентки кои што земаат менопаузална хормонална терапија, односно терапија со естроген заради некои други причини, тоа е јатроген, и секако пациентки кои имаат генетска предиспозиција за ендометриален карцином, а тоа е пациентки најчесто што имаат Лин синдром, да тоа е асоциран со дебелоцревен карцином, и тие пациентки доколку во фамилијата имаат таков пациент што има или роднина што има таков синдром, треба секако да бидат под внимание, значи треба да се следат, да се пратат почесто и така натаму, или да се направи генетско испитување секако. Така. Еден апел да упатиме во однос на ендометриалниот карцином, пошто најчесто го гледаме постменопаузални жени. Значи, еден апел до нашите баби и мајки, една капка крв во менопауза, еден многу голем извичник дека треба да се јавите на гинеколог. Треба да се направи дијагностичка процедура понатаму. Да.
македонската жена обично Не се Секој крие, крварење не ги во- кажува тие крварења, подоцна се јавува ќе крварат нели со месеци, додека стигнат до гинекологот за да се направи таа киретажа. Затоа баш е и овај апел. Капка крв може да ви го спаси животот. Значи, ако се појави постменопаузално, обратете се на гинеколог. И кај пациентки што се уште имаат менструални циклус и интерменструални крварења, секако треба да се јават кај својот матичен гинеколог за евалуација, односно за гинеколошки преглед. Така. Треба да напоменам дека бременостите штитат од ендометријален карцином, самите бременности и исто така оралните контрацептиви штитат од ендометријален карцином, докажано е според литература оние антибеби пилули што се, дека доволно е само 1 година пациентката да зема орален контрацептив и ќе биде заштитено ендометријален карцином. Но секако не треба да се напомена и негативниот ефект од оралните, ризикот на други типови на карциноми, доктор Марина најдобро го знае. Тоа е за дојката, едно штити, друго, и тромбогениот ризик што го носат оралните контрацептиви. Така. Елида, од кога нели продолжи со хемотерапиите, како се одвиваше понатаму третманот? После хемотерапиите завршив со сите терапии и си мислев дека готово е крај со борбата. После 2 месеци од третманите направив магнетна во болница Скоп, мислам во Мајка Тереза државна. Да. И немаше доктор да ми ја прочита дијагнозата, мислам на магнетната, да. И го зедов CD-то, го однесов на приватна клиника и излегува, пишува, мислам, во извештајот дека има тумор кој не се шири 2 на 2 сантиметри. Резидуален тумор после завршен дефинитивен зрачен третман. И кога го видов извештајот, мислам дека се разочарав малку, ама не како првиот пат, реков тоа е што е. Мора да одиме напред. Отидов ке докторката и сега што ќе правиме? Таа ми вика мора сега операција. Од една страна бев среќна што стварно, значи тоа што го носиш во тебе како бомба ќе заврши. А од друга страна секоја операција е ризик. И ме оперираше професор Маријан Стојовски. Операцијата заврши добро, но тогаш мене ми почна голготата. Мислам дека после сите третмани и операција паднав, мислам, физички. Толку се чувствував исцрпено, што на момент многу ми варираше притисокот, нуспојави, многу, али пак не се предадов. Психата ми беше на високо ниво и мислам дека тоа ме одржа во живот. И викам, ајде сега, кога си поминала во животот, сите третмани и ова ќе помини. И хистопатолошкиот наод, кога стигна, беше без ниту една малигна клетка. Што се воспостави дека терапијата се завршила работата со терапијата. Ете уште еден доказ за сите што се разочарани дека без операција има излеченост. Секогаш да ги слушате докторите, докторот најдобро знае што понатаму. Јас знам дека си одат на своја рака операции по приватни клиники, од државна испуштени, не сакат они да податокот не сака да ме оперираат таму. Така, и препратени на онкологија. И онкологија кога ја спомнеш, они имаат страх, мислат готово, тука дошол крајот. И јас што запознав доста пациенти, сите што завршија, што скршнаа од патот на докторите, мислам од правецот на докторите кои му го даваат, за жал се починати.
Имаше една пациентка во приватна клиника се оперираше, на државна ја откажа ја прајче на онкологија и стадиум како мојот, после разви карцином на плуѓа, не знам како заврши, али трагично. И доста такви пациенти. И да не се плаша ако појде онкологија да лежат. Таму се најдобрите, се стекнуваат најдобрите пријатели. Што можеш да си ги кажеш, маките само тие че те сватат. Ќе те разберат. Ради тоа што стварно после дијагнозата никогаш нема да бидиме исти. Никогаш не можеш да бидиш истиот човек што си бил претходно. Вистина ќе бидеш посилен, психички, физички послаб, и повеќе треба да се пазиш, но поостро умен. И ќе сватиш дека стварно, значи, си посилен од Многу е добро што може да се будрат еден со друг. Кога некој има истата мака, е многу подруга, некој од страна ќе те советува што е здрав, биди силна и свето. Меѓутоа другиот од тебе, ако има истата мака и другиот ако те будри, е друго. Така е. И најмногу е битно домашните да внимаваат на пациентот, самиот пациент да биде дисциплиниран, да внимава на себе си, оти никој ништо не може да ти помогне ако ти самиот не си помогнеш. Така. За ХПВ вакцината, како сме со ХПВ вакцината во Македонија со вакцинацијата? Од оваа година можеме скоро да кажеме дека во нашата држава е воведена 9-валентната вакцина против на онкогените типови на ХПВ. Допред една година ја имавме 4-валентната вакцина, тоа ги офаќаше на онкогените типови 16, 18 и нискоризичните типови 6 и 11, тоа се за генитални предавици, а од оваа година се додадени другите онкогени вируси и е воведена во редовен календар. И од 12 до 15 години се ординираат 2 дози на 6 месеци, а доколку се вакцинираат од 15-та година до 18-та, тогаш треба да се аплицираат 3 дози. Во нултиот месец, на вториот месец и на 6-тиот месец таа доза. Али опфатеноста во нашата земја е секогаш испод 50%, за жал. Никако да дојдеме до тој процент 50. И покрај сите предавања што ги слушаме, нашите професори од гинекологија, од педиатрија, покрај сите апели, покрај сите реклами што одеа на македонска телевизија и покрај целокупното залагање на Министерство за здравство, бидејќи тоа е превенција. Секогаш еден здравствен систем вложува во својата превенција. Најдобро е да го превенираш нештото, а не да го лечиме. Меѓутоа се плашат, читаат, прашуваат за вакцината, била безбедна, доведувала до стерилитет, не знам што им предрасуди постојат, што мислиш да го вакцинирам, да не ја вакцинирам. Да, меѓутоа еве среќни сме што ја имаме во Македонија 9-валентната, затоа што штити од 9 различни типови. Ние сме едни од првите во регионот што ја поведуваме 9-валентната вакцина. И треба да напоменеме секако дека генерално тоа е став за сите вакцини во Република Македонија, не е само исклучително ова ХПВ вакцина, а ова е прва вакцина и единствена во светот вакцина што е докажано дека штити од карцином. И не треба да потенцираме не штити само од цервикалниот карцином, туку се и останатите ХПВ асоцирани болести, а тоа се пред се карциномот на вулвата, карциномот на вагината, карциномот на анусот и орофарингиалните карциноми. Всушност и најголемата придобивка е кај орофарингиалните карциноми и вакцината штити во 90%. Затоа и препораката и машките да се вакцинираат. Што во редовен календар и за машки и за женски се. Од 12 до 18, 19, ете некогаш се провлекува до 19-та година. Но секогаш ја гледаме таа одбивност кај родителите, прашања неодговорени, страхот да презентација во школите. Се правеа презентација, оде и реклами, и затоа и се всушност вакцинираат и машките. Едно заради другите ХПВ асоцирани болести, а првата и најбитна работа е да се превенира, односно
вакво да се превенира преносот, односно да прекинат да бидат трансмитери. Трансмисијата на HPV вирусот оди по сексуален пат. Така. Единствена вакцина што ве штити од Штити од карцином. карцином. Толку имам да кажам. Значи, буквално единствена вакцина што нашево човештво нели ја измислило, И што директно да штити ве од штити од карцином. неколку типови на карцином и ние за жал не можеме да дојдеме до тие 50%, не можеме да ја постигнеме онаа препорака што ја имаме од Светска здравствена организација. Они викаат ќе направите радикација на цервикалниот карцином, кога тоа правило ние нели 90, добро го знаеме, 70, 90 ќе го испочитувате. Што значи тоа 90% од децата до 15 години ќе ви бидат вакцинирани во државата, 70% од населението до 35 години ќе има еден скрининг тест за цервикален карцином, кој ќе биде повторен на 45 години, и последната 90-ка значи кај жени што веќе имаат цервикална патологија, 90% од нив ќе добијат медицинска нега или 90% од тие што ќе се дијагностицираат со цервикален карцином ќе бидат лекувани. И ние сме веќе многу далеку од тоа, бидејќи кај нас и самата инциденца на болеста за жал е многу висока. Ние сме земја во развој, а во земјите во развој нели секогаш инциденцата највисока. А секако најчест карцином од гинеколошките карциноми е цервикалниот карцином. Затоа треба сериозно да размислиме. Ние ги имаме сите алатки за борба, меѓутоа некако не можеме да ги употребиме затоа што не ни се децата прво вакцинирани со оваа вакцина. Еден од ретките карциноми кој може да се спроведе и примарна превенција, тоа е вакцината, и секундарна превенција, односно скринирање на здрава популација. Што подразбира скрининг? Секогаш бараме болест кај здрава популација. Кога немате никакви симптоми, да откриете заболување. Да. Затоа ни е достапен цервикалниот карцином, што го разликува од ендометриалниот и оваријалниот карцином. Кои се симптомите за оваријален карцином? За жал во Македонија многу често се веќе напреднати стадиуми кај што симптомите ги имаме не од болеста, туку од многу често веќе перитонеална карциноматоза, што значи зафаќање дисеминирана болест, така, дисеминирана болест, ќе почне со еден асцит, односно создавање на една течност во стомак, и тогаш жената веќе првпат ќе се јави на гинеколог, или ќе почне со плеврална ефузија, односно вода во белите дробови, па ќе започне тешко дишење, намалена исхрана, радиасцитот, нели, компресијата што ја врши врз сите органи, и тогаш веќе стварно напреден стадиум на оваријален карцином, кој што според сите препораки, нели, нашиот тумор борд, прво тие пациенти доаѓаат на клиника за онкологија, примаат неоадјувантна хемотерапија, што на самите хирурзи му леснува подоцна да оперираат, така е. Апсолутно, даваме до 3-4 циклуси, пошто следува оперативниот третман. Кога ќе заврши пациентката со оперативниот третман, бидејќи од старт знаеме дека се работи за адвансиран стадиум, повторно се враќаат на нашата клиника и продолжуваме со хемотерапија, додаваме 3 до 4 циклуси, ја доведуваме пациентката до ремисија на самата болест. Меѓутоа, ова сето функционира кога имате еден мултидисциплинарен тим кој што меѓусебно комуницира. За жал, ова не е пракса во приватните клиники и многу често во приватните клиники ми доаѓаат пациенти со дисеминирана болест, кои што или не знам не се доиследени, а се веќе оперирани. Така да веќе тука и преживувањето кај пациентката е значително намалено. Така. И за оваријалниот карцином треба да напоменеме што е разликата меѓу цервикалниот и оваријалниот, што за оваријалниот карцином нема скрининг. Значи не постои скрининг и најчесто се дијагностицира во веќе напредната фаза. Не дава Сега, симптоми. да. Има некои ретко. симптоми што се Да. неспецифични за оваријален карцином, значи дискомфорт во абдоменот, зголемување на обемот на абдоменот, болка која се јавува во долниот дел од абдоменот и така натаму, така да тоа се неспецифични врз симптоми бешика или кои цревата, па има обстипација, па има ретенција на урина инконтиненција или да, така да. Елида, колку е важна психолошката поддршка? Дали си
отишла на контрола кај психијатар, кај некој да разговараш или Тоа не зависи... си имала потреба? Да, колку имаш потреба. Јас знам на онкологија, Ни психолози. баш додека се лечев, ме посети психологот од онкологија, ама мене мислам, подобро ми беше јас да си бидам психолог. Тогаш не ми се зборуваше многу за мојот живот, за не сакав да се навраќам на моментите кои ме довеле до тука и едноставно си реков јас ќе си бидам психолог на себе си. Тоа е индивидуално, а има лица што стварно му треба психички паѓаат. Ја не бев психички падната и не сакав си направив граница. Лошото настрана, едноставно секое зло за добро. Така. Може ова така требало да се случи за да ми биде подобро. Секој сам си е кројач на судбината. Нередовните прегледи, не нередовни, туку воопшто никакви. Сега кога би се вратила, што би променила во времето? Би променила редовни прегледи, гинеколошки, повеќе обрнување на себе си, работата од 8 сати фазлане, јас по 12 сати работев. Од една страна и кога се разболив, мислам дека работата мене ми ја крена психата. Јас како агроном, баш додека се лекував, пред да ми се открија диагнозата во летото, значи јас баш 2021 година спремав нов препарат, кој што ќе го застапувам јас. И кога ми се откри диагнозата, мислам дека ми се урна светот. Мојот брат, мислам дека ми беше десна рака и голема поддршка во животот, а исто моите. Тој застана на моје место имам мој бизнис, земјоделска аптека, во аптеката, и ми вика, Ели, јас ќе зборувам преку тебе. Али ти мораш, вика, да продолжиш понатаму. Мислам дека ми ја даде најголемата поддршка. И стварно, препаратот беше готов, спремен, опитите завршени, со помош на мојот брат, пошто јас не можев да бидам присутна, али одев кој ми беше подобро на терени. И цело време разговарав со земјоделците. Излезе на прво ниво ги побисите препарати во цела Македонија. Најдобар. После тоа сега имам друг препарат и така Мислите ми ти се беше на друго мислите место. да, Така, и така, се воопшто не мислиш значи не на болеста. диагнозата, ако ти диагностицираат, значи било шо во животот, дека ти треба крај со животот, дека треба да падниш, ако падниш нема кој да те стане, сам ако не се станеш. И мора животот продолжува и да се случи понатаму. тоа, има експерти што се бават со вакви Јас пациенти, секако има мислам дека психијатри, треба да се... психолог, психијатар Така. за разговор секако. Да, Така. треба. Зависи, ама ја викам дека секој си е сам психолог за себе си и треба прво себе си да се поткренат, и нормално со разговор со се. Мора да имаат еден што ќе му кажат, значи се негде да излези тоа од нас. Така. Колку дневна операција имате со карциноми? Секогаш, зависи, Или- секогаш различно, не можам да кажам апсолутни бројки, ама многу често оперираме. Ја работам на гинеколошки одел и најчеста патологија ни се онколошките пациенти, така да, Така. да, многу често. Што би им кажале сега на следачите нешто? Некоја порака? Редовни гинеколошки прегледи, редовна посета на својот матичен гинеколог, доколку се потврди нешто
дали на испитувањето, дали на ПАП тестот на ХПВ тапизацијата, тоа да не го оставаат еве како пациентката дека не е ништо страшно цинеден и дека тоа не е ништо сериозно. Секогаш да барат доиследувања, да се додиагностицираат и да се третираат секогаш пациентите. Така, посебно на Тоа, младите. да. Сега се повеќе се поместува границата со кај младите дека почнуваат или рано добиваат и менструален циклус. циклус. Не, значи сега секако кај младите е најголем број на секоја репродуктивна активна жена во еден период од животот ќе добие ХПВ вирус. Не значи ХПВ вирусот и присуство на болест. Тоа мора да го потенцираме и да го кажеме да не настане општа паника. Значи ХПВ вирусот доколку само перзистира подолго време, тоа по литература најчесто е до 10 години, тогаш може да помине во карцином. Ама треба секако да се следат и да се третираат и да се лекуваат. Така. Јасмина? Сакав да кажам, Елида имала среќа, прво што имала матичен лекар, кој што при првиот преглед точно знаел за што се работи. За жал, имам пациентки кои што ги чувствуваат сите тие симптоми, ќе отидат кај нивниот матичен гинеколог и болеста останува непрепознаена. Значи ќе направат ПАП тест, папот ќе биде како што бил нели на пациентката или ќе биде CIN2 или дисплазија, меѓутоа нема да бидат натаму проследени. Така да еден апел до пациентите, слушајте си го своето тело. Значи најдобро ќе ви каже, гледате дека нешто се случува, има некаков исцедок што не ве бендисува и покрај тоа што тој ваш матичен вика се е во ред, одете на второ мислење. Заслужувате и второ, и трето, и четврто мислење, додека не се реши проблемот, додека не најдете гинеколог што ќе ја препознае вашата мака, додека не најдете некој во кој што ќе имате доверба. Многу е битно. И сакам секогаш да знаете и нашите пациенти. Значи, саки извини докторов, вие сте хирурзи, меѓутоа со самата операција кај вас, после тоа гледате пациент кој што ќе доаѓа само на следење. Меѓутоа пациентите кои ќе дојдат кај нас, ние стануваат, како да кажам, дел од нашето семејство. Да, затоа што ние во тој момент сме и социјален работник, и психолог, не сме само лекари во тој момент, нели? Сме многу повеќе. И за да ја имаме таа доверба и ние да го дадеме секогаш максимумот, мора да ја имате довербата. Затоа што сите години наше учење, специализации, наши надградувања, за кого се? За нашите пациенти. И секој онколог стои покрај својот пациент, ја верувам во тоа. Затоа што секој од нас сака да има добар пациент, така, да има добар успех и после дадена терапија да следи и гледа пациент со години. И ние мораме да кажеме дека имаме меѓусебно многу добра соработка и цело време комуницираме за пациент. Апсолутно, морам да поздравам и младата екипа, посебно на клиниката за гинекологија, кои што апсолутно во секој момент се достапни и за нашите пациенти, и за конзилиарни мислења, прегледи, секогаш ни излегуваат во сусрет. Така. Елида, за сите што се соочуваат со оваа болест, ти како пациент од твоја страна? За сите што се соочуваат со оваа болест, значи дека не е крај. Дека за се има почеток и крај. Најбитно е да се изборат, не само со она што ќе ја истрапа терапијата. Се е до умот. Така. Менталното здравје. И поддршката од околината и од професионалците, односно од лекарите. Здравја исто така физичка активност, да се грижат за себе. Да, многу чисто треба. пати жените се грижат за сите околу, освен за себе не. последно. Така. Посебно тој менталитет тука во Македонија. И да напоменам дека нашите стварно жени. борбата е долга и треба да имаат трпение и домашните. Пошто јас имам видено секакви случаеви. Не е само 3 години, 3 месеци, една година и толку. Така. Туку болеста си е хронична, за џабе не се вика така. Доколку дојде до појак стрес, може да се појави и секундарен карцином. Значи пак да се направи од ништо нешто. Со стресот паѓа имунитетот и Стресот може е на да се прво врати место. болеста. Па Така. после другите работи. Така.
И апел за вакцинација. Вакцинација Да, секако, да. И момчињата и девојчињата да се Момчињата. вакцинираат. Да се поткане свеста за вакцинација во Апсолутно. државата. И за Да се каже скрининг. дека е безбедна вакцината. И пред скрининг се. сега. Се надевам во Апсолутно. Македонија ќе се поведе и ХПВ базирани од скрининг. Затоа што сензитивноста на тој ХПВ базиран скрининг е повисока и заради тоа треба државата да се стреми кон тој ХПВ базиран скрининг. Затоа што точноста на ПАП, односно на цитолошкиот скрининг е само 50%, околу 50%. Таа ние што ја кажуваме сензитивност е околу 50%. Еве, и пациентката ни кажа дека незиниот ПАП бил цин 1, а всушност има инвазивен карцином на грлото на матката. Така. Па заради тоа. Ви благодарам на присуството. Благодариме на поканата и се надеваме дека ќе имаме прилика повторно да зборуваме на оваа тема. Се надевам дека со оваа епизода ја кренавме свеста за гинеколошките тумори, а ние се гледаме во наредната епизода на Зрак со доктор Марина.